1 на 4 луѓе страда од депресија, покажуваат светските статистики. Ништо поразлично не е и во Македонија. Невработеноста, лошата економска состојба и безпарицата, како и стресниот начин на живот, се едни од причините за појава на депресија, посебно кај младата популација. Бројките се зголемуваат и депресијата конкретно, бидејќи ме прашавте, како една состојба, расстройство е присутно и кај најмладата популација. Владе митот дека од депресија може да страдаат само возрастните, но тоа не е точно. Депресија е присутна и кај најмладите групи, дури може да биде присутна и кај деца и оваа состојба мора да се детектира рано. За да се намалат последиците од депресијата, но и да се задржи општествениот статус, потребно е рано детектирање и нејзино лекување. Голем дел од пациентите кои страдаат од депресија не ја добиваат потребната поддршка, ниту од семејството, ниту пак од средината во која живеат. Да се работи на неа, бидејќи важно е да се пружи ран третман на сите ментални расстройства. Пред 2 години Министерството за здравство донесе одлука во сите здравствени домови да се отворат центри за детектирање на депресија. Според планот, центрите требаше да функционираат после 15 часот, а на пациентите да се обезбеди целосна дискреција. За жал, проектот не профункционира и центрите за брзо време беа затворени. Добар дел од лицата кои страдаат од депресија јавно не сакаат да зборуваат за својата болест, бидејќи се плашат од стигматизирање, но и од отфрлање од општеството. Незаинтересираноста и непосетуваноста на центрите беше причина за нивно затварање.